Председателот Џо Бајден им рече на работниците за челик во Пенсилванија дека ќе ги заштити нивните работни места од ефтиниот кинески увоз. Цените се неправедно ниски, бидејќи кинеските компании за челик не треба да се грижат дали ќе остварат профит, бидејќи кинеската влада ги субвенционира. Тие не се надпреваруваат. Тие само лажат, а ние ја гледаме штетата што се прави во Америка. Бајден вети дека ќе се спротистави на нелојалната кинеска конкуренција, нарекувајќи го Пекинг ксенофобичен. Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи Лин Цијан вели дека обвинувањата за ксенофобија се лицемерни кои доаѓаат од земја за која вели дека треба да ги укине своите протекционистички мерки против Кина. Кина е запознаена со релевантните извештаи, но Кина би сакала да праша: зборувате за Кина или за САД? Действувањето на Бајден против кинескиот челик се надоврзува на царините наметнети од неговиот претходник Доналд Трамп, кој постави данок од 25% за дел од кинескиот челик. Во председателската кампања на Трамп во изјава за Гласот на Америка се цитира: "Во кампањата на Бајден се наоѓа ефективните царини на председателот Трамп за Кина, додека Белата куќа сега планира да спроведе слични царини." Од кампањата на Трамп додаваат: "Тимот на Бајден е или управуван од лицемери или луѓе кои не знаат што прават." Една разлика во пристапот на кандидатите е тоа што Трамп ги користеше царините пошироко за да влијае на новите трговски договори, вели Рејчел Зиемба од Центарот за нова американска безбедност. Тие ги користеат царините делумно како потпора за ресетирање на трговските договори. Сега администрацијата на Бајден користи царини и се обидува да ги таргетира, но исто така користат и индустријска политика и други стимулации во обид да поттикнат американско производство, да ги охрабрат странските, но и американските компании да инвестираат во САД. Работниците за челик во Пенсилванија се важен глас во државата што може да помогне да се променат овие избори за кој било кандидат. Кампањата на Бајден заврши со оваа реклама во која се појавува работник во фабрика за челик од Пенсилванија, Џоџо Бурџис. Во моментов на функцијата го имаме најпроамериканскиот работнички председател на сите времиња во оваа земја. Доналд Трамп се грижи само за една личност и само една личност, а тоа е Доналд Трамп. Трамп водеше кампања за придобивка на гласовите од синдикатот, велејќи им на работниците дека прописите на администрацијата на Бајден се напад на нивните работни места. Автоиндустријата се уништува и нема разлика што ќе добиете. Не ми е гајле што добивавте во следните 2 недели или 3 недели или 5. Фабриките ќе се затворат и тие автомобили ќе се прават во Кина или на други места. Анкетата на NBC News претходно оваа година покажа дека гласачите на синдикалните домакинства го фаворизираат Бајден пред Трамп, но со помала разлика отколку во 2020 година.